Добре дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст Зрак. Денеска ќе зборуваме за една важна и емотивна тема. Колку се семејствата важни за поддршката на својот близок. Вечерва со нас се Бени Шакири, кој како дел од едно семејство ја има искусена оваа борба, и за да ја разбереме психолошката димензија, со нас е психолог Мирјана Стојановска-Јовановска. Добре дојдовте. Бени, колку е важно семејството за емоционалната поддршка на нашите пациенти? Твоите кои се искуства е од изузетна важност, ама кога си од страната на семејството некако е полесно. Кога си, не дај Боже, пациент, онда навистина ти е потребна поддршката на семејството, затоа што сето она што сум го видел и што проаѓаат тие пациенти, мислам дека може би клучна поддршка е поддршката на семејството, затоа што тој емотивен момент е нешто што во тој момент можеш единственото да му го дадеш на тој пациент, мимо целата медицинска поддршка и потреба што му е неопходна, се разбира, за лекување, така да семејството е клучно. Имаш и такви пациенти кои немаат баш поддршка семејството или се оттргнати, отфрлени. Или воопшто не му кажуваат на семејството. Да, имаш и обратно, имам искуство со пациент кој, односно човек, личност кој апсолутно никого не известил за својата диагноза. Не сакајќи никого да става во незгодна положба. Мислам, мачно е целото тоа, али мислам дека улогата на семејството е клучна за третманот и за целиот оној процес кој не секогаш завршува со хепи енд, али тоа е веќе друга прича. Така, во неколку наврати ти имаш доаѓање на нашата клиника. Да. Дали чувствуваше страф, анксиозност кога влегуваше? Не, апсолутно не. Едино што секогаш и ден денес ме прави депресивен е тоа што самата спознаја дека влагаш на клиника каде што се разбира чим постојат луѓе, мора постојат и медицински центри. Затоа што ако не е, не знам, онкологија, онда е некаков, не знам, можеби стоматологија, затоа што треба да се лекуваме. Меѓутоа, кога ќе влезете на онкологија, кога ќе видите низ ходници по шалтерите, мислам дека се 3-4 на број, ако не се лажам. Ако ќе видите дека има преку, не знам, 50, 60, 70 пациенти, мислиш дека си дошол у некаква, како се викаат оние обични клиники, каде што луѓето доаѓаат, не знам, као да имаат грип. Интернист, да, како на интернист. Као да е некој обичен вирус и доаѓаат по, не знам, да бара спреј за нос или антибиотик. Страшно е тоа. На ниво на ајде да го наречам тоа на епидемија. Тоа ми е поразително. Чувството, апсолутно не бев ниту уплашен, ниту нервозен при доаѓањето, затоа што кога се наоѓаш во таква ситуација, мислам дека луѓето некако се програмираат другачие, знаеш, влагаат у еден мод каде што се фокусираат само на пациентот и што треба да се заврши, не знам, од тумор маркери до взимање крв, до примање на терапија и така натаму, па вози го со количка лево, десно, па дај му ваму кревет, легни го и така натаму, меѓутоа целото тоа искуство некако ти проаѓа паралелно со, не знам како, као да е некој паралелен свет. Тоа е као возиш од точка А до точка Б, ти збориш на телефон, комуницираш со сопатникот и него забележуваш патот што го поминуваш. Така да, знаеш, сега кој се навратам, имам доста дупки у меморија. Имам онакви баш недостатоци, односно скратен ми е филмот, затоа што фокусот е исклучува на пациентот. Само него да му е добро, да можеш да го, што некојаш треба и да го транспортираш. Точно, треба се направат компјутери, точно, да. Некои остануваат да лежат, па на крај ќе ти каже дека џабе лежат, џабе фаќаат место, може да остане, али дај види ти одлучиш што ќе правиш така. Мислам, разни искуства. Фала Богу, има и такви кои што ќе се излекуваат, меѓутоа генерално немав некое чувство, као да не влагам на клиника.
Така. Може би некој, знаеш, му е одбивно имаат страв обично кога ќе влезат. Имам јас сега ми е пријатели доста што непријатно имаат страв, чувството не кој ќе сакаат да поминам влезат на буквално. Водњанска, пошто е Така. самата зграда тука и морам да ја видам. Знаеш, не можеш да не ја забележиш. Тоа е нешто што ми ствара едно нелагодно чувство. Иначе тогаш во тој момент кога активно секојдневно се бавев, не знам, по 3, по 4, по 5 пати одев на таа клиника. Немав чувство дека идам на... Некако тоа знаев дека треба да се одработи, да се изоди тој пат. Така да им помогнеш на своите. Да, нормално, али грда е таа слика. Мислам, не ја посакувам ни на најголемиот непријател или најлошиот човек. Не е битно, не посакувам никому такво нешто. Која е улогата на психолозите во грижата на нашите пациенти? Ако збориме, мислам, за сите пациенти, како и за сите луѓе, Да. психологот би играл една важна улога. Од психолошка поддршка, психосоцијална помош, нели, што може да му се даде. И тоа на различни нивоа, различни правци, од психоедукација, како би требало да се грижат за себе, до помош да се прифати диагнозата, болеста, лечењето на болеста, како да се намалат ефектите од траумата, затоа што од моментот на диагностицирање пациентите се цело време во траума. Лечењето е долготрајно, исто трауматски, доста агресивно, Така. зашто и болеста е агресивна. Така да пациентите постојано живеат во едно повишено ниво на стрес, со многу хормони на стрес унатре, покрај сето друго што се случува. И така една квалитетна психолошка помош би била многу добра во ова време, барем Дали да често може ви се организмот. јавуваат пациенти, ве бараат, онколошки посебно? Зборам за онколошките. Па сега се повеќе се сеќавам кога почнавме прв пат да вака организирано да работиме, тоа беше 2017, кога прв пат направивме група за психолошка поддршка, изненадувачки одзивот беше голем. Луѓето дојдоа и изненадувачки многу брзо го прифатија сето тоа, останаа во таа група и еве до ден денеска постојат групи, се размножија здруженја, има различни активности многу. Значи сега и Црвениот крст презеде голема улога во тоа да се Да, има формира. работилници сега, да. Да, секој среда имаме група, а тоа е наставок на една група која од 2017 до пред една година траеше цело време. Така. Секоја среда се одржуваше група. Дали само со пациентите зборувате или со семејствата? Па Како? тоа е поддршка за пациентите и за семејствата. Затоа што сите тие се заедно во едно нешто. Така. Значи имаме Што ги советувате? Што ги Делот. советуваме? Секој како му треба. Ама може би генерално би било колку е битно да бидат сите заедно. Колку е битно, значи прво и семејството да биде упатено, да знае што се случува со нивниот член. Значи да знаат многу за болеста, да знаат многу за тоа како луѓето го прифаќаат, барем нивниот член, што е од семејството. Да знаат како би можеле да го поддржат и да му помогнат на тој пат, да научат и они сами за себе како да се грижат, да не сгоруваат во трчањето и правењето на скоро невозможни работи, зашто ништо невозможно нема никому да направи нешто возможно, да му помогне. Него само ќе прегорат, а пациентот одново ќе чувствува дека е или премногу должен, или ќе се чувствува виновен, зашто им прави мака. Значи ќе треба нешто да биде тоа заеднички усогласено. И особено секогаш е тоа доста тешко да се направи. Но присуството на психологот во сето тоа е нешто што ги стишува сите тие пребривања, не толку силни да бидат, им помага на луѓето да се справат и со своите емоции, како клиентот, со сето тоа што пациентот што го носи диагнозата, болест и лечењето, така и семејството. Сите се на некој начин триоматизирани. Така.
овие се примарно, тие се секундарно, трето, другите роднините подалеку исто се травматизирани од тоа што се случува. Значи имаме група една голема на луѓе кои сите се во тоа влезени и нешто преживуваат и доживуваат. На животот на сите им се менува, затоа што лечењето често пати долготрајно и бара да се ангажираат сите за да му помогнат на пациентот. И така, значи многу труд, многу трпение, многу топлина, многу разбирање, многу човечност, а од друга страна да се точно знае до каде е стручноста, што треба да се работи, како да се помогне. И е нешто што, мислам, другите земји го имаат со години. Кај нас, нели, зачеток на психоонкологијата, Така. а повеќе со ентузијазам и со многу време и енергија вложување во тоа, зашто не добивме голема поддршка од системот, од организациите, од оние што би требало да го стават во закони, да го стават, да го озаконат, да го стане правило, нели? Психолози, да, така е. И Особено на онколошките клиники. да, тоа беше големо залагање и можам да кажам едно од најубавите работи што се случи, тоа беше заедничката соработка со пациентите. Значи пациентите и психолозите заедно како фронт направивме. И навистина беше убаво да се види како заеднички работиме. Сикам еднаш кога бевме на една од клиниките, барајќи да има психолог некаде кај што се оперираат после добивање на диагнозата. И докторот ги познава, а тебе те знам за операција, тебе те знам, мене ми вика, тебе не те знам. Викам, ја уште не сум оперирана. Значи, така едно дружење, едно заедништво, едно поддршка, од нив ние добиваме знаење што нив им треба, од нас добиваат, нели, поддршка како некои работи што им требаат да ги задоволат, како да откријат уште што е таму негде во основата, што нив, навистина ќе им го подобри квалитетот на живот. Така. Значи едно огромно поле за работа, во кое што, како што реков, доста ентузијастички беше на почетокот, ама се надевам дека тоа ќе стане системски, нели, каде што државата, законот и правилниците и сето тоа ќе донесе, нели, решение како да им се помогне на пациентите и на нивните семејства. Бени, колку е важна довербата во докторот на пациентот? Знаеш како луѓето кога се здрави, они практично и не ни знаат дека постои лекар професија. Така. Се дека не се соочат со со најобичен здравствен проблем, не знам, покачена температура затоа што не знам што настинка. Меѓутоа, поготово кога се работи за вакви тешки диагнози, довербата во докторот е поготово за пациентот. Да не збориме за семејството, меѓутоа за пациентот е клучно да не е скептик, да му верува, да биде отворен према него. Се разбира, тоа е двонасочна таа соработка. И мислам дека е од клучно значење за самиот пациент. Предпоставувам дека психолошки довербата во докторот може да биде можеби пресудна во лекувањето, да. Така. Поготово ако имате, знаете како, ја имам еден став, имам огромен број на пријатели кои што се медицински лица, од, не знам, така, примариуси, доктори, вакви, онакви, до најобичен медицински персонал, али тоа е една посебна каста на луѓе кои што се доста, како би рекол, доста се суетни. Сега, ова го кажем отворено затоа што целта ми е да појаснам нешто друго. Пациентот кој ќе дојде кај нив, они инсистираат кај пациентот
да најдат на разбирање, мораш да ми веруваш за тоа. Тоа од една страна, таа негова суета можеби вака проформа звучи чудно, али од друга страна е изетно битна за пациентот. Знаеш, да го убеди да му верува, да практично да соработува со него, знаеш, затоа што имаш разни луѓе, тоа се карактери прашање. Сега некои луѓе можеби се предаваат прерано на болест и они не сакаат да соработуваат. Не ти ни веруваат, не ништо. Да, и тоа е изузетно тешко за докторот. Многу е битно да фала Богу што ја имав прилика да комуницирам тогаш со доктор Нино, кој што е еден фасцинантно окей лик. За мене добар човек, добар доктор. Јас сметам дека е стручен. Ја не можам да го оценувам, меѓутоа знам кои се искуствата и на други пациенти со него и како луѓето го гледаат. Си е еден исклучителен и лекар и човек. Тоа е неверојатно, кроз мали, ситни детали ја установив дека се работи за вонсеријски човек, затоа што и тоа е многу битно да не идете, пошто познавам ја и доктори кои што не се баш на линија на доброта, али окей, тоа е нивна лична ствар. Нино беше човек кој што во секој момент, мислам, пази ти толку пациенти проаѓаат покрај тебе или се твои пациенти и у секој момент луѓето се у паника, луѓето живеат во страв практично. Тоа е стрес и константно нешто мисли дека тој доктор може да му и нонстоп или му пише порука или сега со ова ѓаволов во телефони сме достапни 24 сата секому. Мислам тоа е изузетно напорно, сега пробувам да влезам у неговите кондори па да го, знаеш, таа кроз негова диоптрија да ги гледам работите. Напорно е, тешко, али сам си ја одбрал професијата да виде. Така, да виде тој кој што Знаете, она што вие го рековте, линија на злото, као тоа е нешто негово. Кога тоа ќе се каже за еден доктор, ја не се сложувам баш со вас. Зашто тоа влијае многу на сите наоколу, особено на пациентите. Јас сум го видел тоа и не ми е мило што ништо сум го видел, ништо го кажувам ова, али се обидувам да бидам искрен. За волја на вистината многу малку се такви случаи, али ги има. Да, ама тоа не е само негова работа. Тоа е наша Сега она кој одбрал да биде таков, да, меѓутоа има лоши моменти, али намерата ми беше да кажам дека баш кроз пример како што е Нино да се најдеш ти, братте мили, на секои 2 минути ти звони телефон, со еден збориш на телефон, на друг му пишеш, третиот го сослушуваш, за тоа треба да имаш капацитет умствено, онака си громада од интелект за да можеш целото тоа да го абсорбираш, да го крајот на денот да го издржиш. Викам како живееш вака. Точно. Зашто вика супер вика да им помагаш на луѓе. Сега не е згодно да гледаш баш вакви, па викам кај го најде најлошото, што не беше, не знам, поевалјаваме, некој спортски лекар и така натаму. Епа да, во право сте за доктор Нино, затоа што ние ова што го направивме, сите тие групи, работа на клиниката за онкологија беше благодарение на него, он ги отвори вратите и рече, повелете, направив елаборат, министерот Филипче беше тогаш министер, им дадов проектот, го прочита и ги отворија вратите, рекоа влезете слободно, можете да работите со пациентите. Психолошката амбуланта кај нас на клиниката со двајца психолози. Видете, сега да не бидам некоректен према целото особје што беше таму. Сите оние луѓе од тој медицински став кој ги упознав преку Нино, од прв до последен сите беа коректни. Да. Сега веројатно он тогаш им беше шеф. Веројатно сите се угледаат на него, знаеш, веројатно, ама мислам дека истите тие луѓе и сега кога веќе он не е раководител таму, верувам дека се на линија на висок професионализам. И едноставно не сакам да верувам дека таму за сите оние што ги имаше афери и така на просто не можам, не ми фаќа мојот умствен капацитет да тоа го сожвакам дека може да постојат такви луѓе, дека уместо не знам како беше она. Да, терапија, убризгава, не знам како физиолошки раствор. Да, така беше. Тоа е нешто што ја не знам, ни Менгеле мислам дека не го правил тоа. Така да сето тоа ми е некако сумнително.
А луѓето што таму ги упознав, И конкретно нереално. зборам за кај нас Така. на онкологија на клиника, беа од прв до последен. Можеби и луѓето некогаш знаат да се однесуваат ајде да кажеме дека јас сум као некаков лик кој што го знаат сите, па сега они као нешто тука. Меѓутоа не најдов на лицемерие. Најдов само на лица кои што беа спремни во секој момент да се најдат. Не гледав како се однесуваат само со луѓето кои моите блиски кои беа пациенти таму, него ги гледав со сите како се однесуваат, како влагаат, излагаат. Веројатно има и незадоволни луѓе, ама Боже мој, знаеш. Мислам дека Види, не можеш капацитетот со сите во исто време све да постигнеш, знаеш како и некој за тоа ќе мори да Добро, почека, види, некој има приоритет да Претпоставам дека се работи за системска грешка. Ние Да. не смееме Малку да персонал, дозволиме тоа е. да веруваме у тоа дека има малку персонал и Да, не може да се постигне. Да. Ќе вработиш, не знам, колку треба луѓе само за да може да се постигне. Затоа што не се работи за не знам грло, уво, нос, не Точно. знам. Стварно за болни луѓе се работи. Се работи за екстремна сериозна болест, односно диагноза која во најголем дел завршува фатално, така да не сакам да верувам дека овој систем може да не натера да размислуваме во тој правец. Не може да се постигне. Може да се постигне. Значи ако не се доволни, не знам, 10 болничари вработи 30. Точно. Веројатно ми е полесно од оваа страна, јас сега Да. да солам памет, али ја само зборам она што е како се вика, од аспект на лично размислување, на хуман аспект, не знам како го кажам. Така. Нешто што сметам дека за тоа не треба ни да се разговара. Значи морате да имате стручен кадар, ако веќе знаете дека процентот на Се зголемува, бројот на пациенти се секојдневно е зголемува. нормално се зголемува тој Да. процент на пациенти, односно луѓе заболени од сите тие видови канцер, пошто не е само еден. Така да секогаш сум инсистирал, затоа ние цело време слушаме, константно кукаат здравство. Знаеш, здравството е навистина е девастирано, али ајде да пробаме да имаме разбирање за овие малку поситните проблеми, али на онкологија не смееш да немаш неквалификуван кадар, да имаш малку кадар, да се ствараат гужви, да. На крајот на денот мислам дека и самите луѓе треба да внимаваат што све прават во својот живот за да не дојде до Тачно, никој да не ги се наде, не превенират, вика тоа така. мене не ме качи, јас сум Хајлендер. Значи сите сме тука равноправни и тука нема привилегирани, Точно. знаеш. Точно. Сите можеме да бидеме Потенцијални Да, Боже, пациенти. потенцијални, да. Така. Меѓутоа треба доколку се појави да се јавиме на лекар. Многу од пациентите кај нас не се јавуваат на доктор. Тоа е и Па добро, проблемот. не мисля дека е тоа нешто, ај ќе помине. Па тоа е целата Тоа е работа веќе кај нас. култура на живење, тоа да. нема врска со. Добро, имаш Ке ти помине луѓе или кои ке се крие да не ги малтретирам децата. познавам луѓе, сум имал прилика да среќавам луѓе кои никогаш не ми бил јасен нивниот став. Не би вика ќе помине, вика не, ништо не ми. И тоа константно трае со деној. Не можам да сватам дека починува пациент од корона, 13 дена има 40 температура. И воопшто не се јавува на доктор. Не се јава на лекар. Тоа било некако, не знам, и на крај го... Добро, а семејството не го гледало пациентот? Дека има 40 или сам Ма живе? ја на крај само дознав дека починал. Тоа беше Така, фрапантно за сега. знаел. Може би бегам од темата, али Да. зборам за култура на За живење, културата, да. за спремноста на луѓето да се соочат со здравствените проблеми. Ако ти имаш Свесноста проблем треба да се Тоа, подигне, доктор Мили, особено вие што тоа. прашавте сега дали семејството гледало, мислам дека е битно прашање, затоа што често пати кога луѓето нели се болни и ќе добијат така некоја потешка диагноза, зафатени со маките што ги трпат, стануваат дури неодговорни за себе си, нели, и преземање на одредени чекори, затоа се луѓето блиските тука кои па и еве, што тие депресија што имаат, они никад не би станале од кревет и не би отишле ништо да направат. Значи некој тука што е околу нив, треба да и помогне, да отидат на доктор, да ги однесе, да направат први испитувања, да ги поддржи во тоа. Многу од луѓето со тоа немарноста ќе помине или ништо, уствари го кријат својот страв.
да се соочат Да се со соочат. Да, него реалноста не се и со- спремни. Они викаат, Бог знае што ќе ми најде. Боле не идам. Ама како да кога ќе отидеш на доктор, докторот ќе ти го стави, тоа болеста ќе ти ја стави. Да, Значи ти и- треба и да чека да отидеш, помине. ти ќе си ја однесеш таму. Они само ќе утврдат дека ја имаш. Никој таму Така ништо е. нема вирус да ти стави, нема тумор да ти стави. Само ќе го Добро, најдат тоа ако го може има. малце како тоа е склоп на луѓе кои што не се спремни да се соочат. Да, луѓето се плашат за животот и многу интересно, например, вака од страна на психологијата, плашејќи се за сопствениот живот и да одат на докторите, како они си прават побрзо да се разболат и по-лошо да си поминат со болестите. Баш да си ги остварат стравовите. Може би не Саботажа сака да се некоја. сооча дека па кај мене ме најде. Не, бе, мене вика нема шанси ја да закачам ова. Секој е потенцијален. Па да, ама кандидат. мислам дека е така нешто друго е, не може, не е само така насмевка и као немарност некоја, него малце подлабоко тоа. Да, ама тоа веројатно е страв да се соочиш. Да. Ја имам своји стравови кои секој човек да не се лаже, Сите имаме стравови, ама одиме на али, редовни контроли, да, затоа и ние да. постојано апелираме цело време докторите, особено за превентивни прегледи, Да. кога се работи за дојки, за Да, гинеколошки мислам тумори. дека тоа би требало да тргне некаде уште доста порано во основните училишта. Така. Да они имаат нели еднашка годишно систематски преглед, ама мислам дека може би требало повеќе да се зборува Тоа е што малку. значи превенција. Да, малку се збори, да. Зошто превенцијата, значи не е превенција само на наркотици или алкохол кај децава, него превенција на болести. И зошто е битно да се сочува здравето на телото, не само физкултура, за да имаат нели физичка активност и да бидат свесни за можностите на телото, него тука влегува и физичкото здравје. И како е тоа споено со психичкото, како тие две работи се уствари една иста само со две лица, нели, од две различни страни. Може би требало за да се развие таква култура, дека треба да отидеш еднашка годишно, ама некогаш и нашите доктори малце, така, не знам, не го поддржуваат тоа. Мислите за прегледите? Па за прегледите, например, јас лично имав доживување кога отидов на доктор и зашто дојде ми викам, па за ништо дојдов на контрола. Така е. Имав некој проблем со желудникот и така ја обично кога имам нешто и добро викам, се и така дојдов у болница, нели, Да се као прегледам. премногу работи се Така. све што има. И све ќе направам што има, до кај што ќе ми текне. А он ми вика, а што ти е? Па викам, не ми е ништо, викам, ама дојдов на контрола. Ама зашто контролираш? Па викам, не знам, викам, ништо не контролирам, него дојдов, викам, како да го наречам поинаку? Или може би не се навикнати дека некој може да дојде Да, зашто без обично ништо? кога доаѓаат се жалат повеќе, да Јас ретко имам- доаѓаат, ретко, на, така само. Јас имам на личен пример, пошто сега не сум баш нешто претерано редовен на ке, али трчам со години на назад. И од еден момент осетив некоја тахикардија, почнав да идам на кардиологија. Не знам, левата предкомора била малце проширена, тоа е веројатно од активноста, од напор, треба малце. Но викам како може да дојдеме до узрокот, што е? Па вика најефикасно е ако се подвргнеш на коронарографија. Викам добро да ја го направиме тоа и да како бе одно вика да чекај, има не знам од стрес тесте. Викам дај директно на тоа најопасното, таму ќе се види све. И не се ја скратам, отидов легнав, ме избушија на рука, легав вика уредно ти е срцето, артериите ти се релативно чисти, вика да поготово да се гледа вика дека се активен. А уствари зошто дојде вика ти, зошто легнав? Па да видам ако ми е здраво срцето да продолжам да трчам, ако има некоја аномалија да не знам нешто да вика ја ти подпишувам, имаш гаранција на ово уште 5 години, па после вика ќе видиме дојди пак. Така да у контекст на ова што вие го кажате е многу битно да човек има спремност да минимум еднаш во годината да појде да направи еден чекап, вака популарно кажано, да види до каде е, не знам, од лабораторија Ја- пред се да се Да. почне. Јас знам дека Па добро, лабораториските Лабораторија параметри се параметри. може и доволни ако Така, све видиш. да. Не, окей. Прво е Ако е битно како мирно како све- се чувствуваш вака телесно, Да. здравствено. Али јас знам дека ако као клинец на 20 години, добра е во таа
младалачка доба, рана младост, сум прележал хепатит Б, го закачив на зубар. Сосема безазлено, али отидов, заглавив на инфективна 40 дена, лежев и така натаму, и сега нели јатрата тука е доста оштетена. Точно на завршетокот на 6 месеци на инкубација, мислам, као по книга, вика, дојде, не бев жут, бев зелен. И како излегов од болница, сосема чисто урено, све беше супер, ми дадоа строги диети лево десно и тоа траеше абстиненција од алкохол, од мрсно, од чоколади, од конзерванси, цели 13 години. И после тоа ми кажа дека јас смеам да ај по една чаша срамежливо колку да наздравиш. И од тогаш тргна навака. Меѓутоа ми остана една навика да барем 2 пати најмалку во годината правам јетрени проби. Да, преку крв. Да, Тоа ми е веќе останато од тогаш и знам дека тоа ми е слаба точка и се држам до тоа. Така да и во контекст на лабораторија сите треба да правиме, не е важно. Да, ама сега тоа знаеш како луѓе вика, ајбе, ништо не ти е, ништо не ми е, не можам, немам време сега. Не знам, ај друг пат, и тоа друг пат се влече и onda знаеш се прашуваш некојаш. Често пати анемиите така се откриваат преку лабораторија, Да. а никој не ги ни осеќа на. Да. Мислам дека човек треба една кола ќе купиме па и се тресеме. Ја носиме по мајсторија, гледаат па ова и она. А сопствениот организам го некако мислам дека го гриземе агресивно и не се грижиме за него. А не можеме од него да очекуваме дека ќе ни врати баш со добро. Затоа е добро ова што го кажете да имаме некако пракса. Да, и знаете нешто како, не знам, кај нас се измести оваа транзиција, Да, непрекидна транзиција, колку од 100 кога годишна сме, транзиција. Да. Ама нешто се измести да луѓето многу малце веруваат во нашата систем здравствени, Да, се лекарите помалку. Да, и се помалку. квалитетот на услугите што ги добиваат. Сега нешто е и во реалноста се случува стварно, ама например негативните примери се многу популаризирани. Многу малце се зборува за успешни излекувања, за нешто што докторите се жртвуваат, многу за резултати добри во лечењето. Точно. Како да тоа така треба, нели? Супер, па Да, да. докторе, ќе ти даде лекови, ти излекуваш, што има тука да го фалиш, Да. нели? Да. Ама ако сгреши, задолжение, тука да. сега ќе видиме страшно и нешто, не знам, мислам дека би требало малце поинаку, нешто да се смени во начинот на зборување за сето тоа, во начинот на не знам, еве например со онколошките пациенти ние имаме доста од нив кои нели не се враќаат после успешната терапија, нели Да, операција, да, све завршило и со години потоа веќе не се враќаат. И никој не зборува за тоа успешност. Значи некој таму доктор го примал пациентот, го водел, го усмерил, му дал лекови, му давал тоа, го следел, Да, го се прима создава една слика Да, негативна, да. дека само Негативна. овие ги рачунаме Да. што се заминати, а ова што е плюс, што е И успех. има, значи, некоја успешност во сето тоа, ама луѓето као да не зборуваат за тоа и не као да не зборуваат, него многу ретко се зборува за тој докторот што ја водел или тој, значи пациентов што го води, кој е постигнато на вистина Добри резултати. ама Долго кога- време се добри така. преживувањето е И големо. немаме ние некои проценти на тоа да се зборува јавно, ама зборуваме колку умреле, колку нови имаме пациенти заболено. Значи така некако, не знам, као жута штампа сме. Да, секој Во негативните нас- Не знам коментари. дали сте приметиле, сега нема више или има нешто на издисај се овие печатениве медиуми, дневните вестници, али можете на телефон да забележите, ако влезете на оној преглед на вести, имате Time.mk, обично тоа сите го Да, користиме сите, да. као платформа. Таму ќе видите, тоа е све од лошо по лошо. Сите вести се негативни, од надворешна политика, од внатрешна, од Внатрешна политика, економија, да. од здравство, од образование, од све што год да прочитате внатре, се е црњак. И сега си викам, дали е ова црна хроника или е дневно јавно гласило каде што треба.
Зошто не се представуваат овие Да, порано позитивни? имаше специјален весник, нели? Кај што можеш да прочиташ кој умрел, кој кого убил, кај имало собрекајка. А ова другите вести биле, да речам, нормални вести. Да, нема, некако имаме недостиг на нормални вести, кој кого нападнал, кој продал оружје, колку луѓе се фатени со шверц на пиротехнички материјали, дрога, бело робје, вако и онако. А успесите, да кажеме, на поле, еве на онкологијата, имаме нова терапија која што е далеку поуспешна од останата од овие претходниве, или имате, не знам, лекар на годината, лекар на месецот, знаеш, као у Веро што ги прогласуваат овие најбољите касиерки. Зошто да не стимулираш Никој не спомнува дека, да речеме, донесена биолошката терапија, дека одиме напред, дека се све само негативно и само се плука постојано. И никој не води рачно за здравето на медицинските работници. Еве, ние зборуваме сега за пациентите, сакав да ве прашам, дали ви се обреке некој од медицинскиот персонал? Па вака, ние имавме идеја, план, ама дека може да се направи такво нешто, да се создадат дали групи, дали индивидуално. Знаеш, луѓето да можат да зборуваат. Нели нема да биде тоа психотераписка група на некое лично поле, ама, например, нешто што се работи во сите работни организации, каде што луѓето се под стрес заради работата што ја работат. А ако ние, која ќе влеземе еднашка на онкологија, сме под стрес, нели имаме, еве, вие како прашавте, непријатни доживувања, што се случува за овие луѓе кои секој ден одат и сати таму ги поминуваат и постојано истото го слушаат во различни верзии и постојано се тие ти одговорни за тоа што како ќе ме лечиш и што ќе ми дадеш. И тие се први што дознаваат кога нема повеќе, нели, можности ни за лечење, кога ќе видат дека организмот откажува, дека метастази има многу. Многу е тешко да го кажеш на луѓето. Никој. Јас можам. Затоа и што преживуваат тие луѓе? Што преживуваат тие медицински сестри, болничари, сите тие што се постојано во собите со пациентите заедно? Точно во најтешките моменти. Кој се грижи за нив? Да. Никој. Никој. Имаше... Затоа сакав да прашам дали имате некој што ви се обратил од медицинскиот персонал. Да, ама приватно. Приватно. Не. Дошле, може би за дел од нешто што се случува во нивните животи, па дел од тоа излегува и нивната работа, колку е оптоварување и колку голем стрес е работата. Мислам, тоа е умешност, нели, како емпатијата да ја држиш до одредена граница за да ти го остане здрав разумот и да донесува здраворазумски одлуки, да не влегуваш во емоционални некои избори, што ќе им ги правиш со пациенти. Мислам, многу тешка е улогата, а медицинскиот персонал не добива никаква поддршка за тоа што го работи. Значи, јас имавме идеја, имавме некој предлог кој не се реализираше, не се отвори. Сега има пак одново, еве во рамките на Црвен крст, нели, пациенти се имаме и имавме идеја да направиме нешто, да понудиме одново на клиниката, да не знам како уште сега не ми е, да не зборувам предпоставки, значи да може персоналот да разговара, да зборува за својата работа, за своите преживувања, да им најдеме начин како да се намали кај нив стресот, како да они сами со себе се справат со тоа што им се случува внатре, затоа што па ние сите немаме многу корист, затоа што работејќи години и години доаѓа еден период кога се отсекуваат тотално, што нели тоа е како систем на преживување, тотално ќе се отсече и потоа као баш ми е гајле. Ама па тоа не чини затоа што не можеш ти да се отсечеш на работа, а во приватниот живот не. Значи, кога ќе стане отсекување, тогаш емоционално тотално отсекување на сите полиња и одново квалитетот на животот станува многу низок. Значи, не е добро никако. Така да навистина им треба на сите помош и поддршка како да се справат со тоа во својот живот. Ама ете, пак речам, сега, немаме за пациенти има проблем поддршка. Кај нас, мислам дека во државата со посетување на психолог и психијатар. Ја многу пати на пациенти во амбуланта кои ќе им спомнам да ви дадам број со психолог или да ви дадам упат за на психијатар.
Мислам, викам, секој човек треба да си има психолог, Човек, не бе, не психијатар. сум лут јас. Не сум Не ми јас, треба. зашто ме прекаш мене на психијатар, да. Јасно, И јас постојано објаснувам дека секој треба да има психолог, психијатар, дури и ние, вие, викам сите, викам дека тоа е нормално. Да. Ама тешко се Тоа е све спаѓа под култура на живење, колку си спремен да живееш нормално, здраво, модерно. Точно, секоја професија е тешка и секоја професија не е важна дали си доктор или било што. Сметам дека психолозите се многу важни. Важни се, зависи како за кого, на неко. Ја лично сметам дека мене не ми треба психолог. Сега јас имам проблем сам со себе. Знам дека на секој човек му треба психолог, али Ама ја мене некако не. не сум спремен да идам на психолог. Не. И сега што ќе правиме муавето на мене, нешто како ќе ми спрашува, па ќе ми даде некои вежби, па као ќе си правиме муавет. Па викам ја устане затвара, мене не ми треба психолог. Али навистина шегата на страна ја мислам дека на секој човек е добро да од време на време. Па да, знаете како, ние сите поминуваме низ животот, нели брановидно, некогаш сме на повисоко, па многу радост и тоа некогаш малце влегуваме или во депресивно расположение, или нешто ни се случува. Значи тоа е негативно, одговор така. на она што ни се На дешава во средината. животот. Да вика како Долго- можеш вика да бидеш дебело кожец, извинете ве А, прекинав. нешто не. Викам, сега како да ти кажам, ја немам не смеам да си дозволам таков луксус да ја сега паднам у депресија. Мора гризам дале и идам напред сега. Замисли, вика блазе си, ти има луѓе кои што паѓаат. Јас сум паѓал, сите имаме такви фази. Поготово пациенти на онкологија. Тоа не сакам Да, ни да, да да. помислам И како сега има тоа на тие. паѓање, значи сите ние доаѓаме во животот, без разлика како, кога, во нешто кога малце ќе паднеме. Значи не мора да останеме. Исто така кога те боли зап. Нема да чекаш да ти помине забот. Ти не- Забот ако еднаш ка почнал да боли, тој ќе треба да се лечи. Точно. А она што ние го гледаме надвор секогаш се симптоми само за некое внатрешно длабоко случување. И е окей да додиш да разговараш со некого. Ние едно време и уште ја буткаме таа идеја, нели, барем ја како председател на комора на психолози, туркам да имаме психолози во примарна здравствена заштита. Кога ќе дојде во амбуланта, ако не можел да спие 2-3 недели, ако децата му отишле во странство и живее сам и не може од тага и од не знам што, да си направи муабет место да му дадеме деметрини или што ќе му пиша таму или антидепресиви некои или не знам што. Зошто? Ке си направи муабет, ке дојде за 2-3 недели пак, ке може да разговара со некого, некој да го изслуша. Многу од тие психосоматски симптоми ќе се разречат, поевтино ќе биде и лечењето и Може би нивниот тоа се живот ќе биде луѓе поквалитетен. Поподложни се оние луѓе кои што имаат можеби помалку комуникација со Да, и се надворешниот осамени, свет. тоа сакав, да. Па Да има многу млади луѓе кои Осам. имаат некои дилеми во себе си, кои не можат да ги споделат, не можат да ги решат. Па често болуваат, Тоа е несигурност Не да го прави кажуваат, тоа. да. често имунитетот е више нарушен заради За тој кај све помладите откриваме сега и карциноми што се веќе во поднапреднат стадиум, тоа што не кажуваат и се срамат од мајка, од родител, од татко да кажат. Да, го сваќа Да, тоа као да. личен пораз, као аномалија, да. Е така. Да, затоа е многу важно да се разговара. Да, Тоа е. така да ако биде достапно и ако ги имат секаде и ако е окей да можеш да тропнеш на врата и да попреш муабет 45 минути, еден Ема саат. затоа постои таа Така. хранка и во медицината, да, така да се Психологија, да, комуникацијата е многу важна. Ние кон онколози се трудиме, збораш во амбуланта, меѓутоа на таа Али гужва друго на е тие психолог кој ќе пациенти направи, да. не можеш да постигнеш да им кажеш И све, па друго е колку кој ќе имаш ги време. Да. Да. ќе ги упатиш на психолог кој е сосема друго, кој ќе си Само поразговара. никогаш не ги добро, разбра да. психолозите како има толкав капацитет да го примат целото она негативно од надвор што им доаѓа. Да, како вие се заштитувате? Тоа е тренинг. Да, Тоа е веројатно тренинг, имате. да. Да. Не можеш да примиш, зашто и психолозите се луѓе. Капацитет толку е. Еден живот може да имаш внатре, не можеш да имаш 100 животи. Работата е тоа како ќе... Значи, не е доволно да завршиш само психологија, него за да работиш потоа со луѓе, треба да имаш некои специјални тренинзи, например за психотераписки правец, некој, каде што тренингот ќе ти покаже како да бидеш заедно со луѓето во една емпатична релација, како да влезеш во нивното поле, да бидеш тука, како, например,
како пример, како катализатор кога ќе стават во хемискиот процес, за да го убрзи и да го подобри процесот, и треба да излезеш непроменет, а процесот да се заврши таму. Така нешто изгледа психолог, да влезеш во полето на клиентот, да работиш со него, да му помогнеш тие процеси да се случат на начин на кој што клиентот ќе одбере, значи не собствен, автентичен начин, не, без да внесуваш своји очекувања или идеи или вредности таму, и потоа треба да излезеш од таму да не земеш ништо, зашто таа содржина не е наша. Таа е на тој што ја донесел. Затоа и ние немаме што да зборуваме за тоа, нити да дискутираме, зашто ништо тоа не е наше. И со години после, не е лесно, затоа што малце нешто ако има, например, еве ја работам 20 и кусур години психотерапија. Ако немаш супервизија, ако немаш свој терапевт, ако немаш да се држиш на правецот по кој што одиш, многу лесно е да се откажеш после. Зашто некои механизми мора постојано да ги изработуваш и да држиш правец. Ке ти помогнат да си бидеш свој. Така. Така и со нас, као онколози. Да. Не можеш да не навлагаш во судбината на секој човек. Сега ти се обидуваш да му помогнеш, комуницираш, работиш, се внесуваш. До тука не можеш ти пред поиш. се, да. Вака некоја порека за крај, да кажеме? Ќе дадам предимство на дамата. Да, фала. Па порека... Мислам дека за оваа проблематика што зборувавме, ние сите заедно би можеле нешто да направиме. Нели? Сите заедно во смисла, еве, докторите, сите персоналот на онкологија, психолозите кои се другите персонали од сите други клиники, нашата држава, системот, музичарите, сите ние заедно. Да, јавните личности подигаат, ја подигаат свеста, да. Да. Би можеле да работиме на подобрување на целокупната ситуација во однос на онколошките пациенти, во начинот на лечење, во начинот на третман, во помошта која им се дава. Не е доволно да има психолог само на онкологија. Така. Значи, треба да има на торакална, треба да има на гинекологија, треба Секаде. треба да има психолози во амбулантите кај што ги добиваат првите диагнози. Да. Затоа што и тие доктори таму што ќе му ја кажат диагноза, кој нив ги спремил, дека треба да седне со некого и да му каже што му е. Значи, едно огромно поле за работа, која ја мислам дека за сите нас за сега ентузијастички, се мислам, ама се надевам дека дали целиот систем ќе го поддржи тоа, на таа заедничка соработка, да им помогнеме што може подобро на луѓето. Еве, кажавме дека бројот е се поголем, им треба помошта да биде се поголема. Јас само се слагам потпуно со ова и само би се надоврзал, односно биве не знам како се изразнам, би се надорзал на што предмалку го кажавте. Ако медицината веќе дошла до одредени факти кои влијаат на појавата, односно развивањето на канцерот, мислам дека системски треба да се сложиме сите да некако во најраното детство, односно школскиот систем така да биде поставен да може да ги едуцираме младите нараштаи. Како да ги избегнуваат сите оние критични точки кои што евентуално би довеле до појава на канцерот. Мислам дека тоа е клучно, затоа што ако ги едуцираме младите дека постои, не знам, дека постои се појавува врз основа на тоа, не знам, од конзумирање на не знам, многу шеќер, конзумирање на алкохол, на свашта нешто тутун и така натаму, да. Ризик факторите се во огромен број. Лошата исхрана, конзервирана храна, не знам, преработувана термички ваква и онаква. Ако тоа целото на некаков начин не можеме скроз да го искорениме, затоа што и јас сакам да јадам KFC. Ова не е реклама, него е
Така. Али ако тоа го јадеш секој ден, Али брат, нели, физичката тоа, активност е исто битна. Може ќе јадеш, ама Апсолутно, физички ќе бидеш апсолутно. активен. Ја кроз личен пример можам да сугерирам до сите оние, баш пред малку имав дебата со мајка ми, вика ја ќе се растегнам вака, па све ме боли, викам ако си малку поактивна секојдневно, нема да ќе престанат болките, затоа што викам си улежена. Физичката активност е од клучно значење. Мимо сите овие останати работи што ги спомнавме, да тоа не сакам и да човек, ако ништо друго, ако не најде пола саат за себе во денот физичка активност, мислам дека ако ништо друго пешачење, најобично од овде до онде, знаеш. Така. Затоа што се повеќе и повеќе луѓе има технолошкиот напредок не донесе на тоа дередже да сите седиме дома на некакви компјутери и нешто работиме, пишуваме, пицаме во она. И онда имаме од спондилоза до свашта нешто. Така. Така да тоа е единственото нешто што би можел да го додадам овдека, дека е од клучно значење по мене да се предочи на младите генерации кроз живот со што се може да се соочат доколку продолжат да живеат онака неквалитетно како што е сега више и модерно. Мене ми е многу драго што кога почнев да трчам на ке имаше можеби 3-4 5 луѓе, бевме некоја изолирана група и сега тоа беше точно пред 20 години, точно. 2004 почна. Сега активно секојдневно има многу луѓе на кеј, многу трчат, се бават со тоа што ми е драго, што е модерно некако. Али тоа е показател дека има влијание цело тоа што го говориме на некаков начин. Да луѓето се дрзнат да облечат патики да идат на кеј. Али еве не мора да идат и на кеј, може да, не знам, дома да потрошат половина час, али физичка активност обавезно, меѓу останатото. Така. Затоа и во здраво тело, здрав дух. А сега тоа е излитена фраза, али изузетно точна, онака. Точно. Јас можам да кажам, секој треба да се сака себе си. Да се сака себе си пред се, затоа што љубовта е најмокното оружје. Така. А после све останато. И на сите оние кои што ете за несреќа ја закачиле таа болест, треба да им дадеме многу љубов и многу голема поддршка, затоа што мислам дека тоа е од пресудно значење за тие луѓе, затоа што они живеат невероватен страв. Така. Сум бил сведок на ситуации, сум разговарал со нив, ти му збориш нешто, он те слуша, али гледа као кроз тебе. Него му е секогаш фокусот на тоа дека еве готов е, само што не заминал, знаеш. Така да поддршката на тие пациенти е за нив е пресудна и ја би сугерирал да луѓето не штедат на љубов и на поддршка. Да, јас сакам како психолог да го поддржам тоа, затоа што да се сакаш себе си е многу различно од тоа да бидеш себичен. Така. Нема ништо себично во тоа да се сакаш себе си, зашто често љубовта кон себе си ја вклучува љубовта и кон сите други наоколу. Ние сакајки се себе си, сакајки си да си овозможиме подобар живот, се грижиме за сите луѓе околу нас, создавајќи добра средина социјална во која што ние живееме. Среќата на нашите деца е наша среќа, нели? Така. Сакајки се себе си, јас се грижам за моите деца, се грижам за сите луѓе за кои што ми е битно и ги сакам. И таа љубов е нешто што е многу препорачливо. За да бидеш нарцист или да бидеш себичен, тоа е диагноза која е сосема различна и во која тој што ја има диагнозата најповеќе пати. На другите може да не им се допаѓа нели од негосувањето, ама тој што го има тоа е пати заради тоа. А ова да се сакаш себе си е нешто што е многу племенито, многу убаво и многу корисно за нас. Да живееме со љубов за себе си, значи да живееме квалитетен живот. Не, така може боле да им служиме и на другите, кога се сакаме себе си. Онда сме ние среќни, ако сум ја добар, онда сите околу мене се окей. А не можам да бидам корисен никому ако сум ја онака дртало кој е нонстоп нешто, мислам, само нешто за негативец, да. Затоа е битна е тој однос, таа љубов према себе да се сакаш. Тоа не значи дека си, не знам, себичен, дека си егоиста и се слагам, да, така е. Ви благодарам.
Не, ви Благодарам благодарам и за вас. поканата. Морам само нешто да кажам дека големо изненадување беше за мене кога ме поканивте, кога слушнав дека некој доктор онколог организира вакво нешто. Мислам вака подкасти снимање. Мислам дека е нешто што е многу потребно и што уште повеќе треба. Значи многу да се зборува, многу да се слуша, баш оној делот за она што зборев, нешто би можеле сега да направиме и каква порака да се даде, да го има ова многу повеќе. Да се зборува, да се расшири меѓу Јавно, луѓето, Да. зашто баш еден многу важен дел во превенцијата, а и важен дел за лекувањето. Затоа што луѓето, како што рековте, треба да одат на доктор кога не се чувствуваат добро и да побараат помош. И покрај сите несреќни случаи што ги слушаме и неубави работи, постојат толку многу добри приказни на излечени луѓе, на луѓе кои нашле здравје во баш у таа соработка со докторите заедно и многу доктори кои несебично ден денеска се даваат и прават многу за своите пациенти, така да ја би ги подбодрела сите луѓе да одат на доктор. Ви благодарам. Тие што не одат, сигурно влагаат оваа негативна квота. А тие што ќе отидат имаат шанса да видат позитивци на крај, така да. Добро, ние еве, да им помогнеме и на така е. тие во негативната квота. Сите ќе им Боже мој. помогнеме. Благодарам. Тие за прво тоа. на психолог, па после на доктор ќе ги носиме. Ви благодарам.